Денешната вест дека ВМРО ДПМНЕ ќе формира дури 10 пратенички групи во собранието не е ништо друго освен класична блокада на работата на собранието на Република Македонија. Тоа значи блокирање на реформите и оневозможување граѓаните да ги добијат потребните сервиси и услуги од државата. Со ваква блокада ВМРО ДПМНЕ продолжува да се однесува лицемерно, себично, неодговорно и на директна штета на сите граѓани. Парламентарното мнозинство, предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе направи се за да не застанат реформите за кои гласаше мнозинството од граѓаните и кои носат добро на сите. Граѓаните заслужуваат и повисока минимална плата, и просечна плата, заслужуваат институции што се во нивна служба и заслужуваат нови работни места и правда за сите. ВМРО ДПМНЕ ги повикуваме да се откажат од ваквиот несовесен потек, што всушност представува понижување и девастација на институцијата собрание, понижување на граѓаните и демократските вредности и е спротивен од државните и интересите на граѓаните. Ниту граѓаните, ниту Република Македонија не смеат да бидат заложници на неколку лица од раководството на ВМРО ДПМНЕ, кои поради исклучиво собствени хирови сакаат да ја блокираат целата држава. Ви благодарам, повелете со прашање. Јас не знам зошто мислите дека би се обиделе да ги спречиме. Тоа е право кое е дадено со членот 33 од Деловникот и тие тоа право си го користат. Ние го коментираме ваквиот нивен потек дека не е во интерес на демократските процеси и дека само продолжува обструирањето на работата на собранието на Република Македонија. Така е. Социјалдемократскиот сојуз и Сдружената коалиција, односно заедно парламентарното мнозинство, ќе ги превземеме сите деловнички мерки кои се на располагање за да го спречиме ваквото деструктивно однесување. Деловникот дава услови, вие и сами знаете дека овој деловник по кој сега работиме е донесен во јули 2008 година и од тогаш е менуван, надоградуван и така натаму. Тоа не значи дека деловникот еден ден не може да се смени, одредени одредби да не можат да бидат променети само во интерес на зголемување на демократските процеси. Наша интенција од секогаш била такви значајни документи да ги менуваме и донесуваме со општ консензус. За разлика од ВМРО ДПМНЕ, кои ем сами си го донесуваат деловникот, ем сами си ги менуваат деловничките одредби според нивните интереси и сега гледате дека ги злоупотребуваат. Тоа е, ние не навлегуваме во правото на пратениците и пратеничките групи. Само го коментираме ваквиот несовесен потек. Значи, гледате дека на точка на дневен ред за правни акти, поднесени од Народниот правобранител, се јавени 35 дискутанти и сега се наред реплики од 40 дискутанти. Тоа не е ништо друго, освен одложување или одолговлекување или обструкција на работата на собранието, затоа што следната точка е разрешување на државниот јавен обвинител. И цела меѓународна јавност, и цела наша домашна јавност очекува час поскоро да биде избран новиот државен јавен обвинител за да започнат сушност реформите во областа на правосудството. Инаку постапката за избор на нов јавен обвинител е јасна. Чим во оној момент кога ќе биде разрешен досегашниот државен јавен обвинител, започнува рокот за пријавување, за кандидирање на оние што се заинтересирани и што ги исполнуваат условите. Потоа тоа оди на совет на обвинители, па оди на мислење на влада и потоа се враќа во собрание каде што се донесува одлуката. Ние се надевавме дека нашите колеги пратеници од опозицијата ќе ја сватат важноста на моментумот, ќе ја сватат важноста на оваа реформа и дека нема на вакви точки за кои некогаш кога биле мнозинство воопшто
внимавајте, се труделе дури народниот правобранител да нема ни воведно излагање. А сега по 50, по 60 реплики и дискусии. Навистина е од авион се гледа намерата, само за да се одолговлекува целата работа, како и да е, тоа е нивно право. Јавноста ќе си суди кој сака и кој не сака да се започне со реформите, меѓутоа јас ве уверувам дека парламентарното мнозинство ќе направи се за реформите да продолжат, но од друга страна ние сме цврсти во намерата да не биде загрозено ниту едно право на ниту еден пратеник кој следи по деловникот и по другите законски одредби. Тоа е прашање одлука на председателот на Собранието. Јас мислам дека ние сме на став петоците, онака како што е деловничка одредба, да бидат наменети за средби на пратениците, нас пратениците со нашиот електорат, онаму од каде што доаѓаме. Меѓутоа, и председателот на Собранието не информира доколку почувствува потреба од неодложна работа, а мислам дека ова е еден од тие случаи, тогаш можеби и ќе предложи да работаме утре, а вие знаете дека сме работали и сабота, и недела, следува ребаланс на буџетот кој е врзан со датуми и така натаму, така што сепак таа работа би оставил да одлучи председателот на Собранието. Ние сме подготвени било кој ден да треба да се работи, ние ќе сме тука.